По повод 2 години от смъртта на моя дедо Александър Видиков или познат како Ацо Видиков Лавот, тука сме по моја иницијатива и што ми е многу мило и драго собрани негови блиски колеги кои што, да не речем, повеќе од половина живот го поминале заедно, поготово за тоа што се и генерацијски блиску Данчо Бањански. Ми е многу голема чест и задоволство што сте тука со мене и нормално Дима Коцевски кој што на некој начин по неговиот пат учел од него и исто половина и повеќе од неговиот живот колку се завариле го поминале заедно. Голема благодарност, најголема до РТК за прифанатата понуда и моите идеја. Со еден збор снимаме и за тоа многу голема благодарност. Значи пред се ми е целта е така да си направиме еден кавдаречки што би се рекло лав муабет, да се подсетиме на некои убави моменти што биле театрот од тоа време и како постепено се движел низ годините од минатиот век и некои од сегашниот. За повеќе за документарни работи, за тоа е се уште рано да се дискутира на таа тема и да правиме таков поголем проект, таков поголем залог. Здравје Боже. Здравје Боже. Тоа ми е една од следните идеи, ама за сега чисто да се подсетиме за да е така да не бидат заборавени некои ликови како што бил он, покоен Васо Ангелов, Блажо Славев и така натаму. Хајде да почнеме со Бањански. Долго време сте заедно, да не почнавте заедно? Да, ние сме и школски, во еден клас учевме заедно. И баш ми е мило што е потекна ова иницијатива од неговиот внук, кој што е прав наследник на него и по глума и по детето е многу комуникативно, да. Добро, како да го гледам го гледам неговиот дедо. Со Ацо учевме во еден клас и почнавме заедно. Он прво почна во Ватоша, јас тука бев уште од мало дете во Кавадарци. Ама кога дојдовме во гимназија заедно да учиме, ние почнавме и заедно да учествуваме во представи. Така да од ден на ден се редеа представите од различен тип. Комедии, трагедии, драми и можам да ви кажам дека Ацо секогаш се снаоѓаше, може да кажем и подеднакво и во драмските дела и во комедиите. И покрај тоа што комедијата е, барем за мене и за повеќе актери, е една од потешките родени жанрови, да. Да. Ние поминавме многу представи заедно, многу сеќавања, можеби во некоја друга пригода тоа ќе го разглобиме на повеќе делови, меѓутоа сега да можам да ви кажам јас лично некои доживувања, некои работи кои што не биле во тоа време интересни, можда и сега, па утекот на разговор ќе се навратиме на некои сегменти од нашиот театарски живот, на згоди и незгоди кои што не прателе цело време. Сакам посебно да кажам дека во сите представи кои што играл Ацо и јас, за мене најголем впечаток оставил во представата Мојот татко социјалистички кулак. Ќе ви кажем една мала приказка за таа представа. Во таа представа играше и неговиот син Крумче Видиков, кој што уште како мало се покажа како доста талентирано и штета што не продолжи понатоа, меѓутоа така требало да биде. На фестивалот кој што се одржа во Љубљана и таа представа беше толку актуелна, Мојот татко социјалистички кулак, што немаше во секоја република во пронешна Југославија да не ја игра некој поголем театар или од аматерските театри. Таа представа беше една култна представа која што за сите генерации. И кога ја дававме во Љубљана, имаше околу 18 представи, само неа што ја игра од Мојот татко социјалистички кулак. Таа представа беше присутен и Тоне Партлич, писателот на представата. И после тоа, после нашата представа кога ја дадовме, тој беше толку возбуден што пред цела публика, тој имаше огромен број на луѓе, вика јас од сите представи кои што ги гледав,
Овие, да ги наречем аматерија, за мене професионалци, направија перфектно една од најдобрите представи. И тоа најмногу што го барав ликовите на таткото и на брат му, барав да бидат уедначени. Они тоа го постигнаа, а поготово на главната улога на Ацо Велико, кој што играше таткото во мојот татко Соседички кулак. Тогаш играеше и Андријана Сакмуџиева. Па Милиса Бочевска. И јас и голем број не идат сега на мисла. Важно, представата беше перфектна и многу поздравена со аплаузи, беше Значи, од толку многу одиграни представи мојот татко Соседички кулак, самиот писател кажа дека Тоне Патрич кажа дека ваква изгледа досега не била. И дека ликот на таткото е еден од најдобрите. Тоа беше режија на Блаже Славев, кој што беше многу талентиран. Поготово за режија и беше одличен глумец. Човек на место. Леле, бре, Васо, бре! Добре, не. Откаде, бре, ти, Васо? Како, откаде, Живке? Па кој ќе ти дојде ако не ти дојдем јас, Живке? Абе, Попат сега Живке ме срета сваќата драга, па ми вели: а што сте се разгордеале вие толку, господине Васо, како да сте министерска фамилија, Васо, што имаш ти да се гордеш, бре, со тоа јас што станах министерка? Па што има, Живке, да се гордеам? Па Бујко сум ти, најблизен сум ти. Знаеш, Живке, си седиме така, и јас туку најдаш ке станаме ке им речам: ке појдам малку до мојата внука, министерката, на едно кафе. Леле, Живке, да ги видиш како се подбуцнуваат, како се погледнуваат. Ма знаев јас дека мора некој од нашата фамилија далеко да дотера. Да, мора. Во почетокот, Живке, мислев дека оној Јова. Кој, бре? Јова Попаш. Да, бистро момче. И си велам, овој нашиот Јова далеко ќе дотера. Многу далеко отиде, дури до Родија. Добро де сега. А Христина? Како да беше родена за голема господја. Да. Само се забрка некако. Да, се забрка вака. 9-тиот месец си падна во времето кога требаше да полага матура. Да. И да ти кажам, Живке, крена праце, туку одеднаш изникна ти и се видна во министерските височини. И велам на моја ката: виде Като, виде. Знаеш, Като, јас дека нашата Живка мора далеко да дотера, мора. Ваше се слушам и вака не ми е ясно. Што има од таа фамилијата, што јас сум станала министер? Па да ја наредиш. Кого бре да наредиш? Фамилијата Живки. Што сте ви преписали? Ма чекај, Живке, полека. Секој министер кој ќе дојде на власт прави ќе си ја нареди својата фамилија, а после државата. Зашто фамилијата му е поблиско од државата, така ли, И ти мислиш јас цела наша фамилија да ја земам напред? Нема многу, Живке. Нема негде. Колку сме, околу 19? Не, бре, бачи 19, тоа цела војска. Не бе, јас немам време да ручам, не па. А тогаш вака да направиме, ако не можеш поединечно да ги прими сите најдеш, бива така. Најдеш. Да. Тоа е така некако и бива. И кажи ми само за кога. Кога? Па ајде утре поплоде нека дојде таму. Утре поплоде. Да веќе имам време да ги... Ќе немаш. Може, Живке, утре поплоде. Ајде. Живке, отидо. Добро, одиваш. Да. Абе, наглава ми се качија, бе, Живке, наглава ми се качија. Добро. Дивет, кога го познаваш ти Александар Видиков? Па, јас го познавам од дете, што се вика. Буквално од дете, мојата... Ваташанец или Ваташанец? Ваташанец. Чисто крвен ваташанец. Комшии сме таму, на река неделе само. Само Лудомар не, вака сме се гледали. Мојата прва представа која што воопшто ја одиграв и беше дел од таа представа и Чиколацо Лавот, ја так си го викам. Чиколацо Лавот. Золото, така го викам.
Чичко Ацо Лаво, знаеш, така. Сегаш ми кажеш, не вик тоа Чичко напред. Меѓутоа, кога си навикнат на нешто и кога го респектираш некој човек, со него почнаме таа, ми се прв пат да одиграме 2 ведра вода се ви каше. Во Ваташа, тамо во Ваташкиот театар, додека беше Млади синови дене. После тоа, после беше тоа. Па после тоа беше оние едночинките од Нушич, Мува и народен пратеник, исто така во Ваташа. И се така некако почна. Иначе, Чиколацо Лавот, јас го знам и од предходно. Го знам најмногу од заедно со Чикоданчо од Коза. Од ТВ драмата во тоа време. И не ми беше верно дека некој, како дете, не ми беше верно дека некои луѓе кои што ги гледам на телевизијата, утрето ги сачавам нели уживо. Аз ми беше чудно тоа како Вали е Коза. Ева, култна фотографија од тогашната. Коза ли? Коза е. Да. Снимана, ако не се лажам, на македонска телевизија. Македонска телевизија, да. Тамо снимаме. Само не знам која година е, се думам да си некоја може. Мисля, дека 2 пати е Два пати, снимана да. Коза, колку што ни има кажувано и дедо. Тоа беа почетоците, после тоа, нели, тука префрлиме во Кавадарци и буквално секоја моја улога, секоја моја представа во која што сум играел и Чиколацо Лавот. Многу сум учел од него, или како што нашата фела сакаме да кажеме, многу сум кадел од него. Како што каже Чикоданчо, ретко се така да начекаш глумец кој што може да се снајде во повеќе жанрови од театарската игра, ама сепак и јас мислам дека комедијата најмногу му лежеше. Беше многу, како да кажам, многу срдечен беше. Благодарен. Да, благодарен за играње со него и на сцена, и надвор од сцена, како пријател, како па и другар, како и на маса да си седнеш, нели. Јас многу го сакав тој негов таа негова спонтаност, например. Никогаш немаше, како да кажам, Задкулисна или игра. И тоа, ама и немаше некоја, ај сега ќе изиграеме величина, нели. Човек кој што бе, како што кажа Чикоданчо, одиграле безброј улоги, зеле награди, биле по телевизии, по, нели, знае некогаш таа работа те смене малце, меѓутоа кај него си остана. Беше многу смирен, многу не знаеше да се увреде. И ако го увредиш случајно, намерно, тоа него сваќаше како ништо да не било, и тоа е величината него. Зошто го викаат Лавот? Ацо Лавот. И се степа со Лавот. Не кажем како. Во гимназија кога бевме, и не знам кој час беше само... По филозофија. Филозофија. Да не го испитат и заедно со неговиот другар, она е Кана. Кана Ватш. Од Ватша. Ајде вика ќе избегаме и после физкултура 2 часа ќе се вратиме и одам во зоолошка градина. Тогаш Кавадарци имаше зоолошка градина. Имаше и мечка. И Лавот тамо беше. И он му рекол, ајде да го видиме Лавот, и јас сакам, ако можам да го фанам, да имам речено дека сум фанал Лав. Так. И стигнале тамо до кафезот. И тоа кафезот беше кафезот со така ограда и едно пола метро дрвена ограда, па за посетители да гледат. И кога дошли, Лавот спиел, ама шепата му била излезена надвор од оние... Од кафесот. Од кафесот. Од дозволеното место за контакт. И он како се навел и почнал да го милуе. И Лавот едно време и го фаќа за раката, он се повлекуе назад и со другата рака почнала нерамна борба. Чого се случило? Да, жива виста. Да, он го тепа да се одбрани. Му се закачиле канчите за овој Лавот, отпушта едната рака, му фаќа другата. И другата го натегне. И на двете расправа. И мене Ацо ми кажуе после, вика јас толку бе исплашен, одма дошол тука чувар, бил па со летва, почнал да маа
Имаше скоро еден настал таков. Чуварот ме спаси од камжите на лавот. И го спасил. И одна во болницата близко. Вика до болницата, додека стигнав, не падна капка крв. Добро. Кога стигнав Од таму стрес, да. и кога почна крвовиците. И он неколку месеци нешто така беше врзан. Беше отсутен од работа, Видеше нашко на школа. врзан, ништо. Се дома му прават измет, што се Значи јас сум го чепкал во лавата. Да, и после задоличме. кога одеме некаде настрана, каде и шо, викам, зошто го викат лав? Викам, он Може. во джунгл кога бехме таму, го нападна лаот и со еден удар, така здраво го удари, викам, шо лаот на место падна мртов. Може од тогаш србите имат кажано на ледири лава док спава. Оттам е произлезена таа поговорка. Ацо беше многу присен и со публиката близо. Добро. Знаеше да контактира и со публиката, знае. Поготово во оние дечки представи кои што ги имаме. Ете да ви дадам за пример она Тука играете, што баш умрт волшебник тука. не, Емил и детективи. Да, Емил и детективи, јас го играм крадецот. Добро. И се кријам и децата сега ги прашува Ацо. Деца, да не го видовте крадецот, каде избегна? Ето го таму. И од каде бе таму? Ето го и јас. Тоа што и слевам по лесвиците доле пред децата, кога ми се нагрнаат децата, да ме фаќат. Може 20 деца и едноставно ми задушија. Ацо се врзник да ги раскине. И ја не можам да дишам, толку многу ме притиснаат децата. И ајде ми извлече, па ме фана и така на неколку пати се контактираш со... Колку представи има аз одиграно во аматерскиот театар во Квадрат? Не знам, околу најмалку 100 представи. Александр, шо мислиш? Па 100 премиери мислам дека имат одиграно минимум, што би кажал Чкоданчо. Покрај тоа, тука се и нели и култниот квадаречки филм Каца, тука се и Јуначко колено, неговите 3 монодрами, кои што преджескат пред снимањето, така случајно муабет со Чкоданчо си правиме, и дека бил голем, му бил едноставно омилен род. Монодрамата е многу тежок род. Да, една од најтежките баш бара огромна имаме концентрација. некоја плаката, 40 години активна театарска дејност со Тутиле Бале. Војамник ми се чини негде на околу 2009 година, 40 години театарска дејност негова. Монодрамата е карактеристична по тоа што мора да бидеш сконцентриран и да ја држиш публиката во едно сат и 15 минути. Сам на сцената. Да, сам. Тоа е огромна концентрација. Добар ден, мајстори, како, Добар ден. Врви работата, Добро е, врви. Убаво е кога врви. А костумот му и готов е? Готов. Дете. Ајде. Дај го костумот за Чорбачи Димко. Ајде, дајте го Ајде. Така. Како ми стои, мајсторе, Убаво? Што е ово? Абе, што сте сториле вие од мојот костум, Мајсторе, немој да се шегува со мене, ова не е мојот костум. Чекај, Чорбачи Димко, да не сме го сгрешили. Ајде, види, ова не е мојот, ајде. Што е? Ова мојот костум? Па на што личам сега јас? На што личам да плашило за набоста, да? Со него што да правам? Да плашам чавки, Чавки да плашам, што? Ајде, кажете ми што да правам со него? Мајсторе, друг пат никогаш нема да дојдам кај вас, така да знаете. Проштеве, Чорбачи Димко. Колку е важна импровизацијата, бидејќи Ацо импровизираше многу често, кога ќе се збуни или кога ќе заборави текстот на сцена. Он беше многу чуден кога ќе се збунеше. Он кога ќе се збунеше беше толку правни. Ви го познавате? Да. Значи зборувам сега за ни колегите, знаеме дека кога ќе го видиме по фацата, знаеме дека е збунет, дека И паничен. дека е да паричен, да. Што ви каже еден наш колега, вика, ти кога си збунет, вика,
Колку што можеш да ги отвориш очите, ја толку уста не може да. И стварно беше така. Видимо, импровизацијата е делот од театарска игра, и тоа е многу важен дел од театарска игра, особено ако се работи нели за некое така пообемно, помасовно дело. И таа импровизација некогаш доаѓа како спас, да. Да, е спас. во некоја ситуација. Не мога да. Затоа што жива материја е театарот, нема е сега како камера па сечи па. Него тука е публиката те гледа. Сега доброто е што публиката, тоа викаме ние, добро е што публиката не знае. Тие што знаат, што гледале еднаш, два пати, три пати. Плюс знаат дека на пример или по мене би ме прашале, чека млад, тоа беше малце различно. Али ќе се извади, не така го правиме ни нема да биде поинтересно. Мада едно од добрите досетки така е сега што ви текна е кога не знам само кога представа беше, дали беше Моите бебиња, се ми се чини дека беше таа. Се откова кулиса на сред представа. Добро. И до кулиста чекаат со лавот, разбираш. И немаше што да прави, ја зафана кулиста некоја, фана и вака се навали, и као стое така навален. И од тука, јас тогаш млад, може и средношколец бев уште, да. И ме терате, ми викат, излези, извади, као да ме извади ситуацијата. Лужи, како да вадам ситуацијата? Сега види, ликот неговиот, што го играе, треба да излезе. Да земе нешто сега не може. А јас играм слуга. Ти како слуга, ја одам и му викам, господине, му викам, вие не требавте да... Ова треба, ова... Јас додека позади коло... Да, за која? Овој другиот, како ви кажа, Ристо, како ви кажа, за коват колиста. И откажа за коваа колиста. На лице место. На лице место. Што да правиме, че така треба да играеме цела представа. Ќе го биде ли ова вклучен него во театарот? Ти долго време работиш со него? Па јас сум, да, види, Твоите песни последни експлодира доста. Ацко е една работа што од повеќето работи што ми се бенесуваат кај него е што брзо уче, да, а многу важна работа е кај него тоа. Талентот си го има. Сега за жал кај него е тоа што он не може да се посвете 100% на тие талент и да работи на него, затоа што кај нас талентот да, ама сепак е 80% работа. Да, сега он е малце порастрнат театар, играорна, сега се запише на факултет, здраве Боже да го заврше, па кошарка, судијски кошаркар. И знаеш, јас знам помене, ја на времето бев тренирав кошарка, па нели тука во театарот, па школо, па и сите тие работи одат заедно, ама до некаде. После тоа мораш да се определиш на нешто, затоа што од сите четири ќе ги работиш паушално. Недоволно. Доволно, да. Во право ли е Да, Диме? дефинитивно, да. Јас, како у времето кога он почнувал, неговите почетоци у театарот, го гледал мојот дедо, на ист начин сега јас го гледам него. Затоа што он со она го растал, од него учел или крадел, што би рекол он, одредени манири, покрети и слично. Сега се заврти топката, што би рекол нашиот народ, и сега јас исто го гледам кај него и затоа ми е многу мило и драго. И вичер кога сме тука сакам само да спомнам уште некои личности што е така едноставно му значеа него доста у приватниот живот и у професионалниот. Тука е Мима, нашата колешка, која што си живее у Скопје и не беше во можност да дојде. Се слушна со на вас вчера, кажа пренеси го мојот огромен поздрав до цела екипа. Тука се исто и колегите негови од страна како Шенка, Гоце, Владо и слично, Душко Џорџиевски, да не го заборавам. Тој беше кариера. Да, со сите у близок контакт. Драган Вајановски ми е многу мило што сум јас покрај него што беше исто во близок контакт со нив. Со сите сум слушнат, го пренесуват нивниот голем поздрав. Па здрави ако една ден
правиме нешто поголемо, Ќе правиме секако, ќе биде дел од сето тоа и за крај виче у поздравите, нели, морам да поздравам и Миријанка Ристевска Селчанец, сега ќе најдем слика една која што е авторка на неговите 3 монодрами што ги има одиграно и се пишени за него. Значи ева за доцната серенада, тука играе заедно, еве го Мите Грозданов, покоен, заедно кој што аранжирал со Миријанка Ристевска Селчанец и дедо на задоцната серенада, ако не се лажам, таа монодрама. Да ви кажем еден детайл друг за Ацко. Јас кога одев, често одевме со сопругата, си одев куќни пријатели. Која представа да играеме, Александар не само нашите улоги, него на сите улоги ги знаеше напамет. Да. И ќе почне да од почеток до друг, како монолог, ќе ги испокаже еден па друг за секоја представа. Кога со Лавот почна, едно време почна со приватни представи да работе, јас бев во сите, буквално во секој еден негов приватен проект што го направи. Така и Јацто вклучен кај мене, вклучен е во кадаречките народни приказки, вклучен е во лакардиите. Некогаш го зимам представите мои секако. Зборам за нели за приватни проекти. Да, проекти кои се Да, значи шум го имам довербата негова да го викнам во некој мој проект, значи сум го препознал тој талент. Здравје Боже, се надевам дека ќе најдем малце повеќе време затоа што театарот е една од најубавите работи кои што би можеле него на било кој што ќе засака оваа наша уметност да му се случат. Значи не никако јас ги сакам подеднакво сите уметности, меѓутоа најкомплексна според мене и најтешкичка малце уметност е театрот, затоа што е некој вид на сублимат од сите уметности, нели, во едно. И затоа јас сакам да продолжи вака. Нека си ги тера сите работи. Ја паче кажам, на прво место треба да му е факултетот нормално. Добре. Тоа што сепак на крајот од криштата, да, дека на крајот ќе биде пак дипломата важна. Дипломата многу важна. Овие работи што ги спомнав другите, нека си ги тера, подеднакво квалитетно како до сега, да наоѓе време за се. Знам дека он го може тоа, затоа што сум го искусил тоа. И да малце повеќе да ова што е, како викат, слободното време да го користе
да го користе за крадење пак, за читање, за учење, и така натаму. Најбитно е не е пробирлив на улоги. Дали мала или голема ќе му даде. Он знае добро, преска разговараме исто така, што рекол Станиславски, нема мали и големи улоги, има мали и големи глумци. Така е. Така да... Покрај театарот, аз глумеше во македонска телевизија, имаше своји проекти, игра филм и беше Бог Бахус. Да, Бог Бахус. Може да ги спомнеме на крајот од овој момент и ти работи за него. Исто имаме снимано и од Раде Гогов. Бог Бахус. Орлов раскажува. Добро. И дававме таа представа и во Скопје. А таа беше представа многу интересна, уште повеќе што декорот што беше представа, таа беше представа на Блаже Славев режираше, а Раде Гогов беше писател. Кога дававме во Скопје таа представа, затоа што ги немавме условите за тука кога ја дававме, имаме од секаде имаше, можеме да набавиме од оние цветни дрва. Добро. Оние со бобинки што беа црвени, црни. И така ја украсивме убаво салата, кога ќе влезат и само ќе тоа беше ко бајка, така беше од нула на 1 метро висина подиумот и така беше раскошна што немаа збор луѓето само од декорот, а не и од текстот после. Кога одевме за Скопје, тоа го немавме и викаме, чеки, како ќе одиме без декор. Дај да застанеме и со автобусот застанувавме на секое место кај што имаше од и по стариот пат за одеме овој новиот не беше направен. И каде има грамушка така од оние нискостеблисти шуми со цветни и од секаде се чеме. Автобусот го напълниме одоздолу со такви стебла дрва. И кога Народен театар во Скопје, стариот театар, ја направивме сцената, а беа присутни Тоги Ангел Чимерски, Благој Попов, сета елита. Високи представители на власта, добро. И Орлов тука и ни Адам Орлов раскажува представата, јас го играв Планински, Еван Ацо е Орлов, јас Планински. И кога се кажуваат тие негови доживувања таму на представата, беше одлична представа и на крајот заврши представата и Орлов стана и како што го дал Господ, така огромен, масивен, и вика браво! И се заврти према публиката и вика другари, воа што го видоте, сето така беше. Мене ми идеше да станам, ама вие колегата до мене не ме пушти. Да се качам на сцената и да се извалкам на бината, оти исти декорот беше како во шумата што беме, адекватно на простори и на... Значи сценографијата е точно како... Да, сето е точно тоа што беше кажано вика. И така публиката со еден огромен аплауз не поздрави сите и така заврши таа одеја со...
Се не може да кажем во ова за Кеа Везато. Завршувам. Сакам да кажете уште по некој избор, а за него веројатно ќе направи Домот на култура за некоја свечност, некој присетување на него на 10, 20, 30 години од неговата актерска дејност. Во секој случај умрен млад, можеше да даде уште, меѓутоа сите ние ќе заминеме од тука. Битно е да оставиме добро Што впечаток. ќе оставиш позади? Он до последно што се вика додека беше добар, уште еден филм. Јас знам ова сега на ваа современа технологија со компјутери, со лаптопови, и јас со внуци, со синови сите тука, он од ниеден не побара помош, туку сам баш памтам, што памтам, тоа беше пред 5-6 години, перница ќе стави на грбот за да не му се здрвува половината на куцаче машина. У 21 век го искуца нов филм. Значи воја зборуваме За кој филм? Мара Трифун го бара. Добро. Значи исто игран филм како Каца на кавдаречки дијалект, исто многу убав игран филм, ама е така од сплетна околности не дочека реализација, ама текстот, сценарио со план на снимање со се стои спремен и ми остана кај аманет за една ден нормално со вие прекрасни човеци што ми се Посебно драги и посебни, че верувам дека ќе го реализираме една ден и тоа така ми остане така аманет од него. Покри многу другите. Имаше огромна желба да снимам уште еднаш со вас. Да го викнеш Диме и ако треба тука у собата вика нешто да направиме. Така сте молежат тие гумци да биде заедно со него. Ама ние цело време го посетуваме него. Да, вие редно да одите. Иначе Данчо особено беме нонстоп, обовезно го посетуваме. Ни беше многу драг така. И не само нас, него порано кога во бивша Југославија ни беме со него одредени од директор страна, сите оние гости кои што идат за концерти да дават или пеачи, глумци, ние да ги пречекуваме и ние да ги испрачаме, ние да ги одведеме и нарочно, знаеш. Па имаше многу случаи кога он еднаш не дојде, Здравко Чолич беше, Мија Алексијич и после не знам уште кои други беа така познати и ајде викам че одиме на Сернада сега после вечерата. И одиме на Сернада кај Ацо, му пееме и овие се чудат, вика се, како ноќно време ти ги будиш комшиите тука, а ни спремни гитара, мандолина, свириме, пееме, се приклучуват и оние, а така беме побудени, мислам, добра Одбрана екипа, одбрана. Да. Маја Оджаклиевска беше, да не ја заборавам, и одиме, и мајка му остана, ајде, така, пееме се, смееме се, шалиме, и едно време, ајде си одиме, Здравко Чолич вика, касно, вика, ајде, викам, че одиме, и така мара, мајка му над. Чека, вика, ја ставив таранта, вика, тарана за појадок да ви дадам. И се јапни. И, ајде, он, яде, му се слади, по 2 тенира изеде,
А имаше на емисија в Белград Милован Илич, а водеше Минимакс. од глави до пети, Минимакс. Да. И он беше гостин и вика, му поставува прашање последно од 2 недели. Каде беше? Вика, бил сам из Македонија на турнеи, некое посебно доживување. А вика, бил сум од Кавадарци, код моих пријатели, од он трет пат тоа ги идеше, код моих пријатели, и тада сме отишли на Серенаде. И тоа или смо неки специалитет, не могу да вам опишем шта е тоа. Али тако сладко нешто. Многу беше од Тарантова одушевен. Да, ми се. Добро. Друштво ви благодарам што ми позборивме малку за Видиков. Убаво е да се кажеме. Вака да видат другите дека Ацо бил добар глумец. Да, и Уште еднаш браво за иницијативата за АЦТО. Здраве Боже, како што кажа ти, и Домот на културата како институција, меѓутоа и со негова помош, со помош на фамилијата, нормално. ќе направиме здраве Боже, примерно 10 годишнината од Да, неговата смрт, нешто По-големо. по-конкретно. Да, ми беа голема благодарности до Радка, уште еднаш ќе кажам за прифанатата иницијатива и фала ви и вас и здравје Боже да Секој соработуваме пат, само за убаво да се гледаме сите. Поздрав. Ви благодарам.